Хронично болните лути на власта. Наместо приоритет за вакцинирање останаа заборавени. Ветување за вакцина добиле и од премиерот уште во февруари, на денот на ретките болести. Писмо му пишеле и на министерот Филипче, но одговор не добиле. Никаде не се гледа она точка кога ќе почне вакцинирањето токму на овие луѓе со хронични болести, а воопшто со ретки болести не се ни ставени на истата. Ние испративме писма и до Комисијата за ретки болести, зборувавме нели со премиерот кога беше денот на ретки болести во февруари. Дефинитивно сите здруженија кажаа дека е многу важно ретките болести да се стават на листата на приоритети, како тоа што се прави и во другите држави. Пациентите со хронични и ретки болести се најмногу погодени од корона пандемијата. Дел од нив веќе ја изгубиле битката со болеста, а дел по тешката борба со вирусот носат трајни здравствени и психолошки последици, вели Алексовска. Алармира отиитно мора да се направи приоритет на хронични и ретки болести кои ќе седнат први на вакциналното столче. Хроничните болести не смеат да се остават нели само по возраст, дека мора да оди и по диагноза, односно колку е поголем ризикот и гледаме дека многу диабетичари умираат. Не смеат да бидат оставени луѓето да чекаат вакцинација која ќе им дојде возраста наред. А и тоа не беше првичниот план на Министерството за здравство, туку првичниот план кој го објавија, втора фаза беа токму хронично болните. Дека пациентите во ризик мора да добијат приоритет за вакцинација, апелираше и Денис Јанкуловски од Центарот за јавно здравје, кој секојдневно ги вакцинира граѓаните во салата Борис Трајковски. Семејства на лица со посебни потреби, семејства на лица со ретки болести, персонални асистенти, хронични болни, вакцинација мора, вакцинација веднаш. Но министерот за здравство во неколку наврати повтори оти во националната стратегија за имунизација приоритет имаат повозрастните граѓани, па им порача на хронично болните да си го чекаат редот согласно возрастната граница. Досега во Македонија вакцинирани биле 41.500 граѓани, а интерес да примат вакцина искажале над 182.000 граѓани. Вчера во земјава пристигнаа првите 10.000 дози од вакцината на Pfizer, нарачани директно од производителот. Дози кои министерот ги најавуваше уште пред Нова година. Во меѓувреме се чекаат и 200.000 дози од кинеската Sinopharm, кои според најавите треба да стигнат следната недела. Македонија се уште ја чека и втората испорака на околу 70.000 вакцини од AstraZeneca преку COVAX механизмот, како и најавената помош во вакцини од Европската Унија, кои наместо овој месец најверојатно ќе стигнат следниот.